Да ја одржиме чистата околина значи да го зачуваме нашето здравје. И не само нашето, туку и здравјето на идните генерации. Треба да бидеме свесни за природата и да освестуваме, бидејќи таа ни треба нам, а не ние на неа. Знаеме дека промената почнува од мали нозе, особено кога зборуваме за зачувување на животната средина. Од најосновното, да фрламе ѓубре во корпа, до селектирање и рециклирање на отпад, повеќе да ја цениме и правилно да ја користиме водата од чешма, да ја заштитуваме животната средина од штетни гасови, повеќе користење на јавен превоз и велосипед, како и многу други работи. Минатата недела, во просториите на ЕУ инфоцентарот се одржа свеченост за доделување на грантови, која беше дел од програмата за мали грантови за екоградинки. Екоградинките, како и екоучилиштата, се образовни институции во кои заштитата на животната средина е меѓу најважните вредности што се негуваат. Финансиската поддршка за спроведување на еколошки проекти беше обезбедена од делегацијата на Европската унија со цел да се помогне во обезбедување на чиста животна средина за сите. Разговаравме на кратко со амбасадорот Самуел Жбогар, кој ги доделуваше грантовите на добитниците од екоградинките. EU considers environment as a very important topic. And that's why it promotes it not only in the EU member states but also in the candidate countries. It's important we support the pioneers, the kindergartens, the teachers in the kindergartens who try to raise the awareness in the kids. Because what kids learn, if the kids learn how to deal with the environment, then when they grow up, they will understand, they will have the responsibility, and that's how they will then live their life and teach their kids. We are all aware important of raising the kids with a sense of saving the water, of saving the energy, meaning closing the taps, switch it off the light, and also to recycle. На самиот настан разговаравме со некои од добитниците на грантови. Тие ни раскажаа за нивните градинки и екопроектите што ги работат за зачувување на животната средина. Значи што од мали нозе учат за екологијата, за природата, како треба да ја зачуваат природата, како треба да штедат енергија, електрична енергија, како треба да ја штедат водата. Најчесто работиме на селектирање на отпад, значи пластика, хартија, стакло и друг вид на отпад, и активности кои што се преземаат од едукативен аспект. Значи, овие грантови кои што се доделуваат за градинката имаат големо значење, покрај економското имаат и еколошко влијание. Значи, економското влијание тоа што се заштедува електрична енергија, се заштедува на вода, значи се постигнуваат економски заштеди, а исто така имаат и еколошко влијание, затоа што знаеме дека на планетата Земја можеби има големо количество на вода, но само 1% од таа вода се употребува како вода за пиење. Од мали работи настануваат големи промени. Ако не сте во собата, исклучете го светлото. Како и чешмата, не мора да тече цело време. Планетата Земја ни е една и додека не пронајдат друга, мора да си ја чуваме оваа.